Дополнително прашање. Пратеничката е задоволна од одговорот, нема дополнително прашање. Нареден за поставување пратеничко прашање е Сладјана Митовска. Благодарам колегата Алџафери. Почитувани колеги, почитувана јавност, почитувани представници од владата. Моето прво прашање беше наменето за вице-премиерот за економски прашања господинот Кочо Ањдјушев, но бидејќи тој не е присутен во салата, очекувам прашање одговор да ми даде на моето прашање претседателот на владата, господинот Зоран Заев. Ова прашање се однесува на едно од најгорливите прашања за кривопаланчани, а тоа е за големиот процент на невработеност и немање на инвестиции со кои што би се отвориле нови работни места. Пред изборите беа ветувани инвеститори од Социјалдемократскиот сојуз, лично и господинот Кочо Ањдјушев, како вице-премиерот Кочо Ањдјушев ветуваше нови инвеститори и ветуваше подмирување на заостанатите плати и придонеси на порано вработените во ВЕИБО, но за жал ова ветување до ден денес не е исполнето, а и самиот во одговор на моје пратеничко прашање од оваа говорница призна дека владата не може да ги обезштети вработените во ВЕИБО. Но исто така имаше уште едно ветување, а тоа е дека во Крива Паланка веќе преговараат за тројца нови инвеститори, тоа од Гевгелија, Кочани и Штип, кои што сериозно размислуваат за отварање на погони од текстилната и кожарската индустрија и кои што ќе ги вработат поранешните вработени од ВЕИБО и ќе отворат нови дополнителни работни места. За жал, неисплаќањето на платите не е единственото ветување и најавата за нови инвеститори исто така едно се уште неисполнето ветување. Затоа ме интересира и очекувам одговор од претседателот на владата да ми каже конкретно каде и до каде се преговорите со најавените инвеститори и кога кривопаланчани би можеле да ги очекуваат инвеститорите кои што ги најавивте и со кои што нели ќе овозможат отварање на нови работни места. Второто прашање се однесува на министерот за образование, но исто така и тој не е присутен. Тука е заменикот министер. Веќе го поставив ова прашање до заменикот министер на Комисијата за образование, наука и спорт. Не добив конкретен одговор. Еве сега би сакала да добијам прецизен одговор. Имајќи ги во предвид контраверзните информации кои што излегува во јавноста дека Министерството за образование и наука доделува стипендии на блиски високи функционери од на децата на блиски високи функционери до Социјалдемократскиот сојуз, пак граѓаните си го поставуваат прашањето што е со децата, талентираните деца кои што потекнуваат од семејства со ниски примања, дали некој мисли за нив и колку стипендии се доделени токму на вакви студенти. Бидејќи имам Министерството за образование, наука и спорт распишува јавен конкурс за доделување на стипендии, тоа за 1500 стипендии, токму за студенти кои што се од социјални категории, конкретно и прецизно би сакала да добијам одговор. Колку ученици аплицирале за оваа група на стипендии и колку стипендии биле доделени на студенти кои што се деца на самохран родител. Колку стипендии добиле студенти кои што се деца на невработени родители. Колку студенти кои се деца без родители и родителски грижа добиле стипендија. Колку студенти со посебни потреби добиле стипендија и колку студенти се деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата. Почитуван заменик министер, разговаравме за оваа тема, побарав прецизен одговор од вас, до ден денес не добив, затоа еве сега ја користам можноста преку пратеничко прашање да побарам прецизни податоци во однос на доделување на стипендиите. Третото прашање се однесува до министерот за труд и социјална политика. Почитувана јавност, во предизборниот период во изборната програма План за живот се ветуваше дека ќе се воведе државна социјална пензија за секое лице над 65 години старост.
кое што последните 20 години живеело на територијата на Република Македонија. Државната социјална пензија на почетокот ќе биде во висина од 40% од просечната старосна пензија. Се ветуваше можност за предвремено пензионирање до максимум 5 години пред остварување на правото на пензија со пропорционално намалување на надоместокот на пензијата. Се ветуваше 2 пати годишно дека пензиите ќе бидат зголемени. Но реалноста е сосема поинака. Почитувани колеги, пензионерите се лица кои што заслужуваат достоинствена и спокојна старост. Пензионерите се тие кои што заслужуваат предизборните ветувања да бидат реализирани. Пензионерите не заслужија повторно да се вратат се ништата од минатото. Ако во еден период во минатото, кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, пензионерите доживеа кратење од 8% на нивните пензии, денеска се повторува кратењето на пензиите на пензионерите. Почитувана министерка, многу сте гласна во јавноста, гледаме дека сакате да бидете активна и да промовирате многу мерки, но фотографирањето и изјавата трае многу кратко. Луѓето секојдневно, конкретно пензионерите, секојдневно се соочуваат со проблемите, но вашите ветени проекти, вашето ветено покачување, до ден денес никој од нив не го почувствувал. Што почувствува пензионерите откако вие сте на власт? Ако претходно имаа можност да одат на бесплатен викенд и имаа можност да почувствуваат редовно зголемување на пензиите, сега се скратени од сето ова. Го кинавте бесплатниот викенд за пензионерите. Верувам дека колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз, како што и целата јавност, но и пензионерите ги интересира. Кога, конечно, пензионерите ќе го добијат реалното и ветеното покачување на износот на нивните пензии. Поминаа скоро 2 години, пензионерите се уште не почувствуваа дека оваа влада води грижа за нив. Единственото нешто што го чувствуваат е дека пензионерите беа изманипулирани во предизборниот период за носење на гласови, бидејќи станува збор за околу 310.000 пензионери. Ги изманипулиравте и ги искористивте. И еве, веќе 2 години како сте на власт, оваа група на граѓани не почувствува реално зголемување на пензиите. Ве молам во вашиот одговор, избегнете го објаснувањето дека вие 2 пати годишно ги усогласувате пензиите, бидејќи тоа е редовна постапка. Се случувала и порано, се случува и сега, тоа е законска обврска. Но вие немате реално покачување на пензиите. Доста зборувате по пресконференции дека пензиите се покачени. Тоа до ден денес ниту еден пензионер ми се нема пофалено дека почувствувал зголемување на пензиите. Оставете ги вашите популистички статистички податоци и одговорете конкретно, кратко и јасно. Кога пензионерите ќе почувствуваат покачување на пензиите? Кога ќе ја воведете државната социјална пензија и кога ќе ги исполните вашите ветувања кои што ги дадовте во предизборната програма План за живот? Таму имате напишано многу убави работи, но за жал до ден денес ништо од тоа не е реализирано. Благодарам. Пратеничката поднесе 3 прашања. Првото